4 со Перонаков. Учам во економски техничар дуална паралелка. Ова паралелка може да има 25 ученици. Добро е да се запишеме овде затоа што можеме веднаш да се вработиме после овој смер, можеме да работиме како сметководител во банка, администрација или можеме да предаваме некој економски предмет како што е во нашето училиште. Многу сум задоволна и од професорите и од предмети, затоа што не учиме само теорија, туку учиме и практична настава, имаме многу презентации, професорите многу добро објаснуваат и би кажала и за Еразмус проекти да ги вклучиме и нив овдека. Јас сум Дејана Денковска, мило ми е што земав учество да ви се представам себе си и мојот смер. Денеска ќе ви кажам и ќе зборуваме за бизнес администратор, кој што е смер во економското училиште со Перонаков. Овој смер, бизнес администратор, ќе го изучувате 4 години и можам да кажам дека за сите 4 години ќе стекнете доста добри знаења, сертификати, дипломи, успешни знаења, ќе се запознаете со нови успешни луѓе кои што ќе ви придонесат понатаму во животот. Што можам уште нешто да ви кажам, тоа е дека во прва година ќе имате повеќе видови на предмети. Повеќето имате општи предмети како што се граѓанско образование, историја, физичко, ликовно, музичко образование и слично. Втора година веќе почнува малку потешкото и потешкиот ниво на животот и на образованието. Имате малку повеќе стручни предмети, како што се правно образование, државно уредување и слично. Потоа во трета година исто така продолжувате со повеќе правни и стручни предмети, право и државно уредување, административно право, адвокатско работење и медијаторство е еден од најбитните предмети за овој смер. Зошто? Преку овој предмет, а и преку останатите стручни предмети и бизнес и предприемништво е стручен предмет, ќе се запознаете со нешто кое што ќе знаете како што да изберете во животот. Јас сум Ангела Богдановска, учам во СОУ Перонаков и сум трета година. Би сакала да го представам профилот бизнес администратор и ги повикувам сите ученици да дојдат да се запишат тука, бидејќи профилот е преубав. Во втора и во трета година ги изучуваме адвокатските предмети, административно и канцелариски работи и управно-процесно право. Изучуваме за примање и пријавување на пошта, како се изучуваат актите, имаме деловодник, имаме различни примери преку кои што работиме и учиме и исто така го надополнуваме нашето знаење. Јас сум Мила Спасовска, доаѓам од училиштето СОУ Перонаков, учам во смер сум бизнес администратор, каде што се изучува најчесто предметите право, бизнес. Нови смери така имаме учење преку работа, ова дуална паралелка, дуален смер, каде што имаме учење преку работа и за време во прва година имаме само во текот на летниот распуст, а вака имаме и во текот на училишните денови. Јас сум Ивана Трајковска, ученичка од втора година од СОУ Перонаков. Предности што нашето училиште ви ги нуди во однос од другите училишта се стипендии кои ги добивате секој месец, пракса, односно практична работа кај работодавач, добра локација на училиштето, посета на институции и различни организации организирани од училиштето и добра наставна програма. Јас сум Софија Лазик и од смера дигитален маркетинг. Бидејќи сме навлезани во дигиталниот свет и дигиталната ера, сметам дека овој смер е соодветен за и нуди голем избор на разни работни места. Овој смерот графички дизајнер, но на овој смер учениците ја изразуваат својата креативност, ја наоѓаат скривените таленти, една паралелка е. Во пракса се е во цртање, доаѓа до израсти, можеме да ги процениме повеќе работите, повеќе соработка се десува меѓу учениците.
смерот е многу продуктивен, се создава работна навика. Сите основци кои завршуваат сега основно училиште треба да се определат за спортска академија, бидејќи ние не само тренираме, туку и учиме и секој дека има помалку часови предмети, но поинтересно е и на тренинзите и се учиме заедно и тренираме и јас мислам дека најдобриот избор е спортска академија. Условите во салата се многу добри, секогаш имаме тренинзи како што треба со професорите, со тренерите, секогаш треба сме на време, секој треба се почитуваат професорите, како што тие нас и ние нив да ги почитуваме. Без разлика дали тренирате во клуб или не, ако сакате да успеете во кошарка, може во спортска академија да се дојде. Ова е само надокнадување на спортот, да бидеш подобар и се. И да тренираш и да не треба ни поени ништо, само селективен тренинг. Со тој тренинг може да се запишете во спортска академија без разлика на оценка. Тренирав порано во Куманово, но се повредив и оставив, но сега само тука тренирам и планирам се враќам. Учам техничар за обувки. Тој профил сум. За техничар за обувки имаме предмети треба да се запишете за професионална обука, практично искуство, можности за креирање во водечки компании за обувки и стручни наставници. Во овој профил имаме предмети како естетика, за обувки учење, контрол на квалитети, моделирање на обувки и кожни галантерии и друго. Нашиот смер се вика техничар за дизајн на облека. Имаме дуална и модуларна паралелка. Ние учиме како да шиеме самостојно и изработуваме модни додатоци, ги декорираме самостојно. Техничар за дизајн и моделирање на облека. Во нашиот смер има и ткаење, и шиење, и везење, и различни активности. И на различни настани бевме и на базар во Скопје во Пабликрум, на карнавал во Кавадарци и секаде. И нема да се кажете ако се запишете на нашиот смер. Повеќе за ткаење, сакам да кажам дека прво се основаат конците. Потоа, поточно ткањето се содржи од 4 фази. Тоа е ставање на материјал, додаваме материјал во секој конец, додаваме материјал. Потоа, откако додаваме материјал, менуваме нога и удираме. Јас со ткање се занимавам веќе 2 години активно и многу ми се допаѓа ткањето. Заразно е, откако седнуваш цело време како ме тера повеќе и повеќе да работам. Тоа е тоа за ткањето.